Нема интерес за осигурување на земјоделските површини во Делчевско. Никој не ги осигурал овоштите насади од мраз, а има само 4 осигурителни полиси од град. И најголемиот овоштар од Делчевски град Атанас, кој има 22 хектари со овошни насади, не ги осигурал насадите, а штетите од мразот и ниските температури му донесоа штета од над 20.000 евра. Лани осигурувах од град, не ги фати град, па после тие имаше некаде фатено со град, а ја имам откупен пут, ги откупувам сливите, и исто и тие со денар-два беа поевтини што беа фатени од град. Прва година е што се тоа десило. Прва година, и затоа сигурно сите се слободиме, нема тоа како некој што е било, ама ето дешава се 20 години еднаш, ама стварно катастрофа. Дел од овоштарите кои не сакаат да зборуваат пред камера се жалат на политиките на осигурителните компании, но како и да е, ниските температури и мразот, што пред 2 недели ги пеплоса насадите во Малеш и Пијанец, го актуализираше прашањето за интересот на земјоделците за осигурување по мерката 60-40 од владата. Сите оние кои што сериозно се одзваа на нашиот повик и сериозно ја сватија состојбата со климатските промени на кои што неколку пати и на неколку наврати укажуваме, ги осигураа сопствените родови. Во Малешевијата и Пијанец до општините штети пријавиле над 1500 овоштари. И до сега во општина Пехчево заврши повикот до вчера, има пријавено 312 се пријавиле 312 граѓани кои што имаат штета. Некаде штетите се и 100%, некаде се различно. После пријавените штети, нашата комисија ќе излезе на терен и ќе направи елаборат со кој што подоцна ќе можеме да аплицираме и да бараме начин на како да може да им помогнеме на овие земјоделци. Општинските комисии за проценка на штетите деновиве треба да излезат на терен. Штетите ќе се евидентираат, но се понеизвесен е одговорот на прашањето дали и кој ќе ги обештети.